се наоѓам во објектот на локалната самоуправа, како што најави Симона, јас и во вториот линк најавих, веќе бевме во општината Илинден, некако можеби јавно ги споделив со гледачите прашањата, меѓутоа ветив дека ќе ги поставим и на градоначалникот, ќе му кажам добро утро на градоначалникот Александар Георгиевски, пред се честитки за вториот мандат и веќе сте многу активни. Во тек ви се доста од активностите, меѓутоа ајде некако со ред да почнеме со она што сега го работите, значи во рамки на програмата за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта. Значи имате извршено целосна реконструкција на улицата 30, меѓутоа и за таа и за оние поважни сообраќајници да ни информирате. Најпрвин ви благодарам за вашето гостување денеска во нашата општина, нели во едно мое гостување кај вас во вашата емисија. Ви благодарам за честитките и како што споменавте, ние немаме многу време за чекање, веднаш започнавме со реализација на нашата програма затоа што граѓаните до вербата што ни ја даваат, нели мораме да ја оправдаме и очекувањата на граѓаните да ги исполниме. Во однос на вашето прашање за тековните активности, убаво споменавте дека дел од нашите активности кои што ги спроведуваме овој период се насочени токму кон рехабилитација, реконструкција и изградба на комуналната инфраструктура, односно улиците и патиштата. Изминатиот период комплетно се реконструираше и улицата 30 во населено место Илинден. Именно таа улица е во должина од 600 метри и до сега и во изминативе 30 на години не била реконструирана. Истата беше, како што напоменав, комплетно реконструирана, проширен трупот на патот, поставен нов асфалт, а предходеше и поставување на фекална канализација токму на таа улица, односно вадење на фекалната канализација кон домовите и веќе таму имаме спремни приклучоци кои што веќе граѓаните можат да се приклучат во канализацијата и истата да ја користат. Со еден збор, комплетно завршување на фекална канализација и патно поврзување на тој дел од општината, односно на улица 30 во населено место Илинден, каде што живеат голем број граѓани, но исто така таа улица поврзува и други маала, други делови, други улици од општината кои што се исто така значајни за нашите граѓани. Добро, навистина нешто што ве поврзува како општина. Исто така во рамките на вашите активности, она што сега го споменавте за подобрување на комуналната инфраструктура во целосната општина, значи се реализираат градежни работи за поставување монтажа на предпумпен уред во населеното место Илинден. Така е, значи паралелно работиме и други проекти во делот на изградба на фекална канализација, именно на улица 19, тоа е во населено место Илинден, еден дел од улицата, едно мало, со 340 домаќинства, кое што немаше техничка можност да се приклучи на фекалната канализација, со еден проект, односно со изградба на препумпен уред, кој што Тоа е понизок дел? Тоа е понизок дел од самата главна линија и мораме да изведеме посебен препумпен уред кој што е сложен зафат и е скап зафат реално, но со изградбата на овој препумпен уред, кој што кога ќе биде готов ќе овозможни техничко поврзување на тој дел од населбата во линијата на фекалната канализација. Така да решаваме уште едно прашање на граѓани кои што целиот живот немале пристап до фекална канализација, со изградба на овој препумпен уред, всушност ние го решаваме овој проблем, но морам тука да напоменам дека освен изградбата на новој препумпен уред, веќе склучивме договор и следува изградба на уште еден препумпен уред. Именно тоа е во близина на улицата која што сега ја споменавме, кај што се реконструираше, тоа е улицата 30, односно и таму три помали улички, односно едно цело мало, нема исто така можност за техничко поврзување, затоа што се работи за дел од општината кој што е понизок дури од самите канали и таму исто така ќе следува по завршување на овој препумпен уред, ќе следува изградба на препумпен уред кој што и за тој дел од населбата ќе овозможни приклучување во ново изградената фекална канализација во делот на Илинден, местноста Плац. Во делот Скопје беше периодот наназад, така. Од како стапи новата локална самоуправа, беше преплавен во смет. Ве прашувам каква е динамиката, има ли проблем општината со смет и со подигнување на сметот, имате ли некои планови за рециклирање, каква е состојбата? Благодарам за прашањето.
како што споменавте, изминативе месеци особено би рекол, Скопје се давеше во смет. Дури сега ја гледаме новата локална власт дека успева некако да се справи и ќе треба време да се дојде до некое си нормално функционирање. Морам да напоменам дека општина Илинден е надвор од градот Скопје и со тоа имаме посебни јавни претпријатија, односно јавното комунално претпријатие Илинден кај нас управува со сметот, со отпадот, и морам да напоменам дека и како се спремни и ние немаме такви проблеми како што имаше градот. Илинден беше пример за многу почиста општина од централното градско подрачје, затоа што многу вложуваме во капацитетите на нашето јавно претпријатие, пред се голема благодарност на нашите вработени во тие јавни претпријатија кои што и како се трудат да ни ги овозможат нашите комунални услуги, но и како ние вложувавме изминативе години во нови возила, во нова опрема, во нова механизација. Ко селектирате отпадот или? Да, имаме и селекција на отпадот, но за жал, морам да напоменам, имаме се селектира пластиката, се селектира хартијата, се селектират лименките и се селектира стаклото. Но морам да напоменам дека има сериозен проблем, тој можеби е проблем на национално ниво, каде што немаме откупувачи. Откупувачите не се заинтересирани да откупуваат тој дел на отпадот, па мораме ние, нашето јавно комунално претпријатие, го носи кај нив и им го предава за 0 денари. Замислете, но се трудиме да правиме селекција и се надевам дека доколку ова се реши на национално ниво, каде што цената на откупот, затоа што имаме затварање на отпади во тој дел, ако откупната цена постигне некој ниво, тогаш има поголема заинтересираност од операторите да го откупуваат овој отпад од општината, така да таа селекција може да добие уште поголема динамика. Она што споменавте дека немате проблем, навистина кога влеговме во општината и нешто што прво што кажав, навистина е чиста, сјајна, убава, чист воздух. Тоа е можеби малку благодете за вас во однос на Скопје. Доносите буџетот, ги вклучивте и граѓаните да влијаат во буџетот, до 24 треба да се донесе. Така е, како и секоја година, и оваа година, иако беше изборна и бевме на терен секојдневно со граѓаните, сепак 15 на дена имаме отворени денови каде што граѓаните можат секојдневно и онлайн преку нашата веб страна да доставуваат предлози, односно со пополнување на соодветен прашалник, но и со доаѓање во просторите на општината да пополнат таков прашалник, па дури со јавувањето на телефон во кај нашите служби исто така може да дават предлози, така да овој повик трае и ќе биде негде до 24-5 ноември и потоа ќе имаме и некои отворени денови со нашите граѓани каде што ќе можат и лично исто така да предложат и да дадат идеи што ќе бидат потенцијални проекти кои би се нашле во идните програми на општината, така да тој процес планираме до крајот на месецот да го затвориме, а некаде втората половина на декември буџетот да се најде пред Советот за усвојување. Со буџетот ќе предвидите активности за оние што се приоритетни за 26-та, меѓутоа доста сте активни и во делот на инфраструктура во образованието и во спортот. Така е, значи ние во образованието и во спортот започнавме многу убави проекти. Морам да напоменам дека периодот во делот на спортот се уште јавно не сме го објавиле тој проект, но веќе подготвителните работи се на терен, односно веќе подпишавме договор и даден е налог за изградба на нова спортска трибина на фудбалскиот комплекс тука во насел Илинден. Таа трибина ќе биде со капацитет од над 1100 гледачи, со подтрибински простор, простори за соблекувални, помошни простори, но и партерно целосно уредување на делот и изградба на паркинзи, како и морам да напоменам целосно осветлување на стадионот. Така тој проект е веќе започнат, подготвителните активности се во тек и се надевам дека и камен темелни ќе ставиме ако дозволи времето сега пред нова година, ако не понатаму ќе биде. Значи тоа е крупна инвестиција во спортот, нешто што го ветивме пред граѓаните и еве сега го реализираме. Во делот на образованието и таму сме во континуитет, именно исто морам да напоменам уште еднаш кај спортот дека направивме и ограда, моментално градиме околу спортскиот комплекс Драго Маневски и е во завршна фаза заради заштита, можеби е посетна, е значајна. Изградба на нов паркинг кај средното училиште за потребите на средното училиште, веќе и тоа е во завршна фаза во градиме, но почнуваме еден капитален проект. Именно и таму склучивме договор со компанија која веќе треба да почне со градежни активности, а тоа е изградба на нова зграда во рамки на старото училиште во
на Гоце Делчев во Илинден, која што ќе обезбеди над 10 нови училни, нови капацитети со тоа проширување и добивање нова квадратура, корисна површина, трајно ќе се реши проблемот со потребата од нови училни и трајно ќе го решиме проблемот на одење во прва смена на децата во Гоце Делчев, кабинетска настава и така натаму, така да крупен проект кој што заедно во соработка со владата го реализираме и кој што набрзо ќе започне и 2026 ќе биде завршен. Доста работа. Така. Затоа сте тука, нели? Така, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и на вас за поканата и секогаш сте добре дојдени во општина Илинден. Ви благодарам. Благодарим.